Повеќе од 6 децении, 66-тото издание на Охридско лето не очекува овој викенд. Ја носи повтор најголемата светска уметност во срцето на Македонија, инаку фестивал кој што вистина не е само календар на концерти и представи, туку е символ на културниот идентитет на нашата татковина, место каде Македонија разговара со светот преку универзалниот јазик на музика, театар, балет и така натаму. Така што 12 јули е официјално и датумот со свечено отворање на Античкиот театар започнува 66-тото издание, и тоа со конкретно вечер посветена на операта И врвните гласови со настап на светски признати оперски уметници. Тоа ќе ви го сподели сушности мојот соговорник, мој пријател и ваш утрово на Телма Георги Цуцковски, нашиот првенец на Национална опера и балет, оперскиот пејач и директор на Националната установа Охридско лето и за оваа 2026. Георги, добро утро од Скопје. Директно до твоја адреса. Да, до твоја адреса во Охрид, во канцеларијата. Знаеш како, вела дека уметникот Георги и менаџерот различно размислуваат. Во случајот тоа го имаш сега во моментот, нели, и како, ајде ке кажам, и вистински императив. Едниот секој пат, познавајќи ти тебе, создава емоции, другиот ќе донесе одлуки. Денес имаш прилика да ги навигираш двете. Можеби потешко е да се биде оперски пејач или директор на најголемиот македонски фестивал на Отворена? Да се биде оперски пејач е нешто за което сум едуциран од најмала возраст и тоа е мојата најголема љубов. Меѓу другото, така што во многу интервјуа имам истакнато дека својата професија првенствена како оперски пејач не ја чувствувам како работа, туку како задоволство. Да се биде менаџер на Охридско лето е исто така задоволство, престижно и голема одговорност, затоа што вие знаете дека ова е национална установа, фестивал признат и познат во светски размери како еден од најквалитетните во Европа и во овој регион, по својата голема историја на врвни уметници кои што овде настапиле. Веќе ми е втора година, така што можам слободно да кажам дека сум малку порелаксиран пред самото отворање, за разлика од минатата година, кога што ми беше ново искуство како менаџер во културата. Меѓутоа, гордо можам да кажам дека минатата година имавме рекордна продажба на билети во изминатите 10 години, рекордни спонзорски средства од македонските компании, така што сите своји контакти, својот имидж како уметник го насочив кон реализација на самиот фестивал и мислам дека сум задоволен од тоа како за сега функционира се. Да, како културен амбасадор Георги, како оперски уметник, сигурно многу пати нели и си стоел на сцена пред публика, но дали можеби чувството е поинакво кога денес ја гледаш сцената од перспектива на човек кој што ќе треба да донесе и одговорност за програмата и воопшто за естетиката на самиот фестивал? Знаете како, не постои повозвишена емоција од самата креација, а јас креирањето на програмата, креирањето на отварањето, сценскиот и визуелниот печат кој што го остава самото отворање и целиот фестивал, ги доживувам како креација. Така што минатогодишното издание го проследив, бев присутен на сите концерти и на сите им се радував еднакво, затоа што сите се поминати низ мојата глава, така речено, од организацијски аспект, но и од аспект на креирање на уметничка политика. Така што, не знам, чувството е еднакво, затоа што без оглед како што сум генерален директор, сега сум возбуден за отварањето што следи на 12 јули, затоа што мислам го осмислував сценскиот дизајн, гостите секако се мои пријатели и луѓе кои што веќе ги познавам и на кои што им се радувам дека ќе настапат за прв пат во Македонија. Потоа протоколот, многу драги пријатели, многу љубители на уметноста, така што возбудата е голема од секој аспект. Не се ни сомневам, препоставам дека особено кога се влегува во античкиот театар, веднаш пуштате едни неверојатни животни корени, се во целосна симбиоза нели со самиот простор и амбиент, бидејќи станува збор за највпечатливите, јас би рекол, културни простори во Европа. Кога разговарате, кога имате да речеме нели и дискусии со организацијата и со голем дел од оние светски уметници, што најмногу ги привлекува искрено во Охрид до ден денес, и да спомнеме со што официјално се отвара годинава 66-то издание на 12 јули.
Многумина од минатогодишните уметници од оваа година се луѓе кои што прв пат настапуваат во Охрид, меѓутоа се кремат на светската класична музика. Некои од нив слушнале за Охридско лето, меѓутоа морам да истакнам дека кога ќе го видат просторот во кој што настапуваат или убавините на Охрид, се воодушевени и едва чекаат да дојдат во Охрид. Сите уметници престојуваат овде по 2 дена и нема уметник кој што не ми рекол дека би посакал повторно да се врати или да помине барем 7 до 10 дена овде за да се запознае со убавините на овој прекрасен град и на прекрасното езеро. Не се сомневам. Значи, отварањето оваа година е концерт насловен Љубов. Целиот концепт на Охридско лето оваа година е уметноста трансформира, уметноста е љубов. И тоа ни помалку ни повеќе ни носите светски солисти Ермонела Јахо и Чарлс Кастроново кои што ќе го отварат. Да. Значи тоа се оперски уметници кои што во моментов настапуваат на најпрестижните оперски сцени во светот, почнувајќи од Метрополитен, Скала, Ковен Гарден, Виенската опера и да не ги редам сите останати. Поентата на изборот на уметниците е на македонската публика и на интернационалната да им се донесе врвот на уметничката сцена, но кој што се во пикот на својата кариера. Значи, поентата ми е да ги чуеме тие прекрасни гласови, додека се свежи и додека функционираат во најдобра можна форма. Така што истите ќе бидат придружувани од оркестарот на Националната опера и балет, на Македонската опера, оркестар кој што важи за еден од поквалитетните во регионот, на кој што сме сите многу горди, и диригент ќе биде познатиот диригент Марко Боеми од Италија, кој што работи со Доминго, Ана Нетрепко и најголемите светски оперски пеачи. Така што концептот е љубов, ќе бидат изведени љубовни арии и дуети од италијанскиот и францускиот репертоар оперски. За сценографијата ќе зборуваме подоцна откако ќе дојдете на отварањето, така што се надевам на едно успешно отварање и на едно врвно уметничко доживување. Прекрасно. Инаку сега сигурно не би сакал да споменеме за сите 48 навстани вкупно или учества на повеќе од 700 уметници, толку ќе кажеме од 24 земји од Европа и светот, со што дополнително се потврдува таа неверојатна меѓународна димензија и позиција на фестивалот на културната мапа во Македонија, регионот Европа и светот. Подсетувам она што исто така куриозитет дека сте многу флексибилни како организација, уште во април на самата пресконференција вие ги носите деталите и целосната програма што се вели за годинава на 66-тото издание. Би кажал повторно дека ќе се реализираат сите настани на тие познати локации кои што му даваат посебна магија на Охрид и можеме да споменеме уште неколку афирмирани големи имиња кои што можеме да ги споделиме со тебе, Ѓорги, покрај уметници од светот на класична музика. Овој пат она што ми е прилика и можност со тебе да најавам дека ќе имаме и квалитетни џез артисти и уметници кои што ќе обогатат самата програмска понуда. Да, но Баја Гарсија од Британија и Питер Самуа од Гана се едни од најистакнатите џез уметници на денешницата, така што тие концерти се скоро веќе распродадени. Мислам дека го бараа луѓето од вас тоа и џез музиката да биде застапена. Да, и по статут на фестивалот џезот веќе се третира како класична музика, така што ние направивме еден блок од 13 до 16 август вечери на џез музика. Значи, тука и Крсто Роџевски од САД Македонија, мислам нашиот добро познат Крсто Роџевски. Да. Тоа се концерти за кои што има огромен интерес, има голем интерес за сите концерти кои што ги правиме годинава на Долни Сарај како наш простор кој што припаѓа на националната установа Охридско лето, а една од најубавите тераси кои што постојат можеби во светот. Се сложува. Така што имаме врвот на класичната музика, пианистите Водин Холоденко, Александар Мелников, тука е добро познатиот виолинист Стефан Миленковиќ, Ник Бер, еден од најпознатите холандски виолинисти на денешницата. Мислам, навистина, како што кажавте, повеќе од 700 уметници, симфонискиот оркестар од Нимбо Кина, значи дадовме максимум да тие 40 дена фестивал ги искористиме, така што ги збогативме со
неколку дупли настани со цел да на публиката ја овозможиме да присуствува на она што би сакала да слуша. Да, споменав дека ќе обедини светска уметност, музика, балет, меѓутоа и овој пат исто така прилично можам да кажам значено место во програмата на 66-тото издание има и драмската програма и уметност, што вистина можеме да кажеме дека ќе биде присутна во календарски во сите денови на Охридското лето. Така е. Така и морам да истакнам дека затворањето со мюзиклот Као во режија на Дејан Прековски е веќе распредадено. Така што интересот за фестивалот од година во година расте и како менаџер сум многу среќен за тоа, така што ние ќе се трудиме во иднина да го задржиме ова ниво и да го подобриме. Да, убаво што го спомена, не би сакал сега конкретно тоа да го нотирам, меѓутоа Маја Бабичи беше во студио, баш споменавме Ѓорги дека вистина е куриозитет сега веќе и дај Боже тоа да се преслика во различни форми и следниве години да се добијат повеќе македонски мюзикли, како што тоа го направи токму оваа организација, многу голем ансамбл и драго ми е што ќе има прилика премиера да се доживее и на вашата сцена, па бидејќи Маја спомена нели од септември ќе влезе во директна програма нели во Македонскиот народен театар. Подгответе се, од 12 јули ги каниме сите да уживаат во толку бројни настани и едноставно ќе кажам и покрај можеби хектичниот распоред кој што го имате цела организација, верувам ќе најдете време за оддишка и вистински да ги уживате сите денови поединечно со програмата која што ќе биде за нас и за туристите кои што ќе го посетат Охрид и Македонија. Јас секогаш би се пошегувал ние охригени, затоа што веќе се чувствувам како охригенец, го користим на сонцето во јуни и септември, така што можете да забележите дека веќе имаме тен повеќето од вработините, но сега сме веќе подготвени и ги чекаме сите наши гости и љубители на уметноста од 12 натаму до 20 август секако. Да бидеме во нивна служба и ние секако како институција да уживаме во истите. Да, фестивал. Мене ми беше задоволство што имавме прилика барем да те имаме вака и да најавиме, бидејќи станува збор за фестивал од највисок ранг кој што има обврска не само да донесе големи имиња, туку да создаде и понатаму нова публика за класичната музика и за уметноста, затоа велам и за младите е важно да бидат добри амбасадори, промотори, кога ќе го посетат било што од Охридското лето да го споделат тоа и да некако се експанзија доживее всушност и оваа програма. Ѓорги, голем поздрав од Скопје, се гледаме наскоро и во Охрид. Ова беше само една најава за деновите и едно убаво лето на кое што ни престои секако и во рамки на Охридското лето за годинава.